Со мултимедијален хепенинг кој се одржа во Центарот за култура Крива Паланка, локалната самоуправа на општината го прослави 9 мај, Денот на Европа. Годинашната прослава беше во чест на јубилејот 60 години од Римскиот договор, а настанот го организираше EU-инфо точката која функционира при општината. На настанот присуствуваа градоначалникот на Крива Паланка Арсен Чаликсовски, но и гости од Литванија, Шпанија, Португалија, Бугарија и Полска, партнери на основното општинско училиште Јоаким Крчовски во проектот финансиран од Еразмус Плюс програмата на Европската унија Моја мала Европа. Представници на институции и бројни граѓани на Крива Паланка. И оваа година, како и вообичаено досега, го одбележуваме Денот на Европа, односно Денот на победата на фашизмот, во една атмосфера во која најголеми актери се самите деца од основните училишта од гимназијата. Со оглед на временските услови, порано ова го правевме на градскиот плоштад, но сега сме принудени на некој начин да ги користиме условите во Домот на културата. Се надевам дека сето тоа ќе подмине во една убава атмосфера, во една атмосфера во која треба да живееме сите заедно, во една атмосфера да ги гледаме децата како соработуваат, инаку да се посетиме на 9 мај, на победата на злото, победата на најзлогласната војна во минатиот век, и да посакаме такво нешто никогаш да не се случи. Во програмата учествуваа учениците од двете основни училишта од градот, Јоаким Крчовски и Линден, под водство на нивните наставници и професори. Покрај музичкиот дел, повеќе часовниот перформанс понуди и ликовни активности во фоајето и изложбениот галериски простор на вториот кат на Центарот за култура. Општина Крива Паланка, како член на EU-инфо мрежата со EU-инфо точката, формирана 2013 година, беше дел од вкупно 12 градови во државава со денешниот настан организиран по повод Денот на Европа 2017, прославувајќи ја европската идеја на локално ниво. 9 мај е еден од најзначајните датуми на најстариот континент, бидејќи го означува пресвртниот момент во кој е дефиниран идниот изглед на Европа. Овој ден го прославува единството и мирот на стариот континент, но е и паметник за капитулацијата на Германија и победата над фашизмот.